Ви известувам дека општата расправа е завршена. Ви известувам дека на предлогот на одлуката за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите не се поднесени амандмани од овластени предлагачи. Дали некој друг бара збор? Пратеникот Игор Здравковски, повелете. Благодарам, председателе. Почитуван министер, почитувани колеги, ние навистина како пратеничка група ги разгледавме овој пакет мерки кои што го предлагате и веќе го најавувате повеќе од еден месец, меѓутоа и тогаш беше задоцнето, сега е уште позадоцнето од она што можеме да го видиме со оглед на огромната инфлација, со оглед на состојбата во не само во земјата, туку и во регионот и во светот. Сметаме дека навистина имаме дури вакви понижувачки мерки за граѓаните кои што вие ги предлагате, да тргнеме од она што за некој нудите, некои не се офатени, рокот кој што го предлагате е многу краток, инаку сите знаеме дека ја продолживме заедно кризната состојба не 4 месеци како што се предлага во вашите мерки, туку се продолжи до 31 април, ако не се лажам. Така што мислам дека треба да се дополни ова и во однос на она што ние го имавме и како забелешки дополнително како пратеничка група во однос на буџетот и ребалансот, сметаме дека навистина има многу од каде сега да се скрати, затоа што има многу непродуктивни трошоци. Не е вистина она што премиерот го велеше дека иницијалниот буџет за 2022 не бил со непродуктивни трошоци, па понатаму го скрати. Има уште мегдан да се крати. Со оглед на тоа, ние ќе поднесеме понатаму и други предлог законски решенија за да можеме да ги опфатиме поголем дел од групите кои што се зависни од некаква финансиска помош, затоа што државата не мисли доволно во моментов на нив, но и со цел да намалиме сиромаштијата, затоа што 21,8% веќе е во ризична категорија, спаја според индексот на сиромаштијата, и со оглед на тоа што граѓаните во Република Македонија 65 до 70% од нивните приходи ги користат за храна, а кај нас инфлацијата е 28,2% конкретно на храната, не на сите останати, туку на храната. Сметаме дека ќе треба понатаму и да направиме дополнителен пакет, но во однос на овие кратења мислиме дека има многу непродуктивни места од каде што можат да се кратат, па затоа сакаме да предложиме еден комисиски амандман кој што ќе ви го прочитам во целост. Врз основа на член 184 став 2, а во врска со членот 149 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, на предлогот на одлуката за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите на буџетот на Република Македонија за 2022 година, предлагам Комисијата за финансирање и буџет да го усвои следниот амандман. Во членот 1, во раздел 04001 Влада на Република Македонија, во подпрограма 10 Администрација, пред ставката 464 се додаваат зборовите ставката 425 Договорни услуги се намалува за 10 милиони денари. Во раздел 04002 Служба за општи и заеднички работи по подпрограмата 1А Реконструкција на згради на владини органи и ставката 481 градежни објекти се додаваат зборовите во подпрограмата 1Б Изградба и реконструкција на административни згради на државните органи, ставката 482 Други градежни објекти се намалува за 12 милиони денари. Во раздел 04010 Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците, пред програмата 11 се додаваат зборовите во подпрограмата 10 Администрација, ставката 425 Договорни услуги се намалува за 3 милиони денари. Во раздел 09002 Министерството за финансии и функции на државата, во подпрограма 20 Функции, во ставка 464 Разни трансфери, износот 91 милион се заменува со износот 141 милион. По ставката 414 се додаваат зборовите ставката 426 Други тековни расходи се намалува за 75 милиони денари. Во раздел 13001 Министерство за транспорт и врски, во подпрограмата 2М Инвестиции во патна инфраструктура, во ставката 489 Капитални субвенции за предпријатија и невладини организации, износот 300 милиони денари се заменува со износот 1 милиарда и 600 милиони денари.
Пред програмата 1А се додаваат зборовите во подпрограмата 10 администрација ставката 464 разни трансфери се намалува за 10 милиони денари. Ова е оној дел кој што се уште не е почнато со реализација, така да сметаме дека е време да се почне, затоа тука се зголемува дел од коридорите кои што беа предвидени, кои што ги офативме со закон. И последно во овој амандман, во членот 1, во раздел 04001, Влада на Република Македонија, во подпрограмата П1, мерки за справување со COVID-19 кризата и други антикризни мерки, пред ставката 485 се додаваат зборовите ставката 464 разни трансфери се зголемува за милиарда и 460 милиони денари. Со овој амандман се предлага да се обезбедат средства во одлуката во висина од милиарда и 460 милиони денари за финансиска поддршка на граѓаните и стопанството со сет мерки, како што кажав, тоа е поради причина од една страна што е задоцнето, од втора страна што не се опфатени сите граѓани на Република Македонија кои што имаат потреба од помош, и од трета страна затоа што не е опфатен целиот рок додека трае кризната состојба. И благодарам.